Здраво, деца! Супер што ве гледам повторно. Денес ќе можете да проверите што сте научиле досега преку еден квиз. Останете со нас до крај. Еј, здраво! Денес сум во шупата, бидејќи го расипав мобилниот, не работи, и сакав да видам дали ќе можам да го поправам со некој од алатките што ги имам, ама некако не ми успева. Мислам, оти ми треба експерт. Некој кој може да го направи таков каков што беше, совршен. Ама тој треба да знае, па затоа ќе мора да влезам внатре и додам на сервис. Ајде ќе се видиме на камп. Сакаш ли да поправаш работи? Денес, кога ќе го видиш овој символ, стани, истрчај до зидот и преправај се дека коваш шајка. Ковај се додека не го снема символот. Ако пак го видиш овој символ, клекни, преправај се дека сечеш дрво. А најпосле, кога ќе го видиш овој символ, оди до најблиската врата и преправај се дека дупчиш дупка. Внимавај да не скршиш нешто додека трчаш низ собата. Се прашувам дали некојаш си скршил нешто важно. Омилената играчка или некој омилен украс на мајка ти. Може би си помисли, камо некој да може да го поправи. Еј, ева го чеканот. Почувај да коваш. Во Библијата пишува дека на почетокот Бог создаде совршен свет. За жал, совршениот свет бил расипан и уништен заради гревот. Можеш ли да ми кажеш нешто што е расипано во светот? Но не е расипан само светот околу нас. Кога Бог не создал, не направил совршени за да го сакаме, но гревот го расипа и го уништи сето тоа. Ти се случило ли мајка ти да ти вика да направиш нешто, а ти се правиш дека не слушаш? Или гледаш уште едно видео на YouTube, а ти кажале не смееш? Тие работи се грев. За жал, гревот расипал се помеѓу тебе и Бог, заедно со специјалното пријателство што го имаше со Бог. Тоа звучи како тажна вест. Но денес ќе слушнеме една добра вест. Ловецот на вистини ќе ни помогне да откриеме од оваа особена книга, Библијата, како може да се поправи тоа што гревот го расипа. Ќе научиме дека ништо не е невозможно за Бог. Всушност, ајде сега да пееме за тоа. Чујте, во штала малечка, чујте, се роди Спасител, чујте, тоа е принц на мир, чујте, дојде меѓу нас, чујте, Исус е Спасител, чујте, умре тој на крст, чујте, го прости мојот грев, чујте, жив е и воскресна, го прати Господ својот син, со љубов тој не засака, и секој кој поверува, и вечен живот добива. Чујте, во штала малечка, чујте, се роди Спасител, чујте, тој е принц на мир, чујте, дојде меѓу нас, чујте, Исус е Спасител, чујте, умре тој на крст, чујте, го прости мојот грев, чујте, жив е и воскресна, го прати Господ својот син, со љубов тој не засака, и секој кој поверува, и вечен живот добива, добива. Чујте, Исус е Божи син, чујте, умре тој на крст, чујте,
Гревот е победен, чуйте, жив е и воскресна, чуйте, жив е и воскресна, чуйте, жив е и воскресна. Убаво пеевте. О, гледај уште една алатка. Ајде брзо да сечеме. Здраво! Ловецу, ти ли си? Не заборавај да ја вклучиш камерата ако сакаш да зборуваш со нас, а да ја исклучиш додека слушаш. О, извини. Здраво на сите. Сакате ли да научите нови вистини од Библијата? За да го направиме тоа, ќе ви поставам неколку прашања. А првото важно прашање е, можеме ли ние да го поправиме тоа што гревот го расипал? Многу интересно прашање. Да слушнеме што мислат некои деца. Некои деца мислат дека можат да се поправат ако се добри. Некои деца мислат дека може да се поправат ако одат во неделно училиште. Некои деца мислат дека можат да се поправат ако прават љубезни дела. Сите овие се добри работи. Но во Библијата во Ефесјаните 2 пишува дека се спасуваш преку вера. И тоа не е од нас. Не е со дела, туку ни е подарок од Бог. Овој стих кажува дека сами не можеме да ги поправиме работите. Без разлика што да правиме. Ние сме дел од проблемот. Ние сме му непослушни на Бог и не сме совршени. Сами. Без разлика колку сте добри, нема да го поправите расипаното. Ловецот на вистини не праша дали можеме ние да го поправиме тоа што гревот го расипал. Кој е одговорот? Не! Ни треба некој кој го нема проблемот на гревот. Ни треба некој силен и моќен да го поправи тоа. Ловецу, кој е следното прашање? Еве го. Има ли некој кој може да го поправи тоа што гревот го расипал? Повторно, и тоа е многу добро прашање. Библијата ни дава одговор на тоа во 1 Јован во 4 глава. Пишува, таткото го испрати синот да биде спасител на светот. Кога гревот влезе и го расипа светот, Бог сакаше да ги поправи нештата. Тоа беше невозможна задача за сите нас. Затоа самиот Бог го испрати својот син да живее на земјата. Бог синот стана човек и дојде да го направи тоа што беше потребно. Како се вика Божиот син? Исус! Да, Исус. Исус дојде да го реши проблемот на гревот. Андреј, тоа е навистина радосна вест. Тоа што е невозможно за нас да го поправиме за себе, Бог го испрати синот, Исус, да го поправи. Мислам дека песната што ја пеевме зборува за тоа. Можеме ли да ја пееме? Да, ајде да пееме. Со сето срце и сета душа си одум. Со сета сила, со мојот ум и сета душа велам, ке те сакам, свети Боже, чисто срце дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој стих и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден и благодарам, мој спасител си ти. Секој миг, секој час, те молам ја, со молитва, помошни, секој ден, Чувај ме, од ден за ден. со сето срце и сета душа си одум. Со сета сила, со мојот ум, со сета душа велам, ке те сакам, свети Боже, чисто срце дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој ден и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден и благодарам, мој спасител си ти. Секој миг, секој час, те молам ја, со молитва, помошник, секој ден, Чувај ме, од ден за ден. Со сето срце
Со сето срце, сета душа, сио тум, со сета сила, Думи сета душа, велам ке те сакам, свети Боже, чисто срце, дай ми секој ден. Чисто срце, здравје, дай ми секој ден. Да. Одлично, одлично. Ви благодарам. Добра вест. Ми се јави сервисерот за мобилниот и ми кажа дека може да го поправи. Тој има правилни алатки. Некако мене. Бргу, ајде избуши дупка. Андреј, се радувам што ја слушнав добрата вест за Исус, но како може Исус да го поправи тоа што гревот го расипал? Тоа е навистина добро прашање. За да одговорам на тоа, да ви раскажам нешто што направил Исус. Еден ден, кога Исус бил во градот Капернаум, отишел во домот на неговиот пријател Петар. Тештата на Петар била многу болна, со висока температура. Сигурен сум дека Петар направил се за да ја помогне. Но сега беа загрижени. Дури мислеа дека ќе умре. Што направија? Се разбира, му кажеа за проблемот на Исус. Ако си поверувал дека Исус ти го простил гревот, сети се дека тој сака и ти да го направиш истото. Кога имаш проблем, кажи му за тоа. Може би некој близок е болен или е во болница, може би си тажен или тажна и осамен. Исус сака да му ги кажеш сите проблеми. Можеш да зборуваш со него секогаш, насекаде, за се. Ништо не е претешко за него. Тој се грижи за твоите проблеми, исто како што се грижеше и за болната жена. Во Библијата читаме дека Исус застана покрај неа, нежно ја зеде раката и ја заповеда на треската да си замине. Жената веднаш оздраве, болеста ја немаше. Јас не знам за вас, ама кога јас сум болен, се мотам во ќебе, лежам во кревет, гушкам термофор, земам и по некој лек. Но жената веднаш стана од креветот и се чувствуваше 100% здрава. Не беше бледа, слаба, не й требаа лекови. Оздраве сосема. Леле, колку моќно чуда направи Исус тој ден. Сигурен сум дека таа беше среќна кога Исус ја излекува. Што друго направи жената? Може би скокаше од радост? Скокајте и вие, ајде. Може би трчала низ дома? Ајде, трчете и вие. А може би танцувала од среќа? Ајде, танцувајте и вие. Андреј, интересна случка. Но како тоа што Исус ја исцели жената ни помага да го одговориме прашањето? Тоа покажува дека, бидејќи Исус е Божиот син, тој има моќ над болестите. Тој има моќ да го поправи тоа што гревот го расипал. Ние не сме силни, но Исус е. Ако веруваш во Него, можеш да знаеш дека, кога ќе му ги кажеш проблемите, ти му ги кажуваш на некој кој има моќ над се. Затоа, продолжи да зборуваш со Бог. Ало? Да? Аха, добро. Добро. Фала што ми кажавте. Хајде, чао. Што туку ми се јавија од сервисот за мобилни? Ми кажа колку ќе ме чини. Многу скапо. Ама вреди, за да ми го поправат телефонот. Во Библијата пишува дека цената за поправка на се што расипал гревот е огромна. Исус не ја плати со пари, но плати со нешто што никој го немаше. За жал, Исус имаше непријатели кои сакаат да го убијат. Иако можеше да ја употреби својата сила и да им избега, тој избра да не го прави тоа. Дојде времето тој да ја плати цената за гревот. Во Библијата, во Римјаните 5 глава читаме: уште додека бевме грешни, Исус умре за нас. Војниците го заковале Исус на крст за да умре таму. Таму Исус ја зеде казната за гревот. Така Исус плати за поправката на овој расипан свет. И тоа беше единствениот начин за решавање на проблемот.
Андреј, значи Исус можеше да плати за гревот така што умре. Да умреше некој друг немаше да помогне. Само Исус е совршен и без грев, нели? Да, и 3 дена подоцна, тој покажа дека е посилен и од гревот, и од смртта со тоа што пако живеа. Тој е и денес жив и го поправа тоа што гревот го расипал. Ако поверува во Исус, ти започна прекрасно пријателство со Него. Еден ден, Исус пак ќе се врати на земјата и кога ќе дојде, ќе направи нова, совршена земја, попрекрасна од се што сме виделе. Ако си поверувал во Исус да ти го реши проблемот со гревот, и ти ќе живееш на таа нова совршена земја за секогаш. Да, вистина е дека Исус може да поправи се што гревот расипал. Еве ги сликите со алатките. Ајде да поработиме уште еднаш пред да почне квизот. Оваа недела научивме еден посебен стих од Божјото Слово, Библијата. Сигурна сум дека досега сите го знаете многу добро. Денес ќе направиме еден мал квиз за да видиме што сте запомниле. Ќе ви поставам неколку прашања, а вие гласно одговорите ги дома. И дајте си поен за секој точен одговор. Пред тоа, прво да го кажеме стихот заедно. Денес ќе го кажеме стихот од Јован, 3 глава, 16 стих, додавајќи ги последните зборови. Така ќе го научиме целиот стих. Дали сте подготвени? И во Библијата, во Евангелието по Јован, 3 глава, 16 стих, пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. А сега, одиме со нашиот квиз. Квизот се вика Погоди го зборот. Јас се замислувам еден збор од стихот кој има значење на многу луѓе. Кој е тој збор? Погодивте? Ако не, одговорот е зборот светот. Бог ме создаде мене и тебе и сите луѓе на земјината топка, а Бог толку многу ги сака сите луѓе во светот што го испрати својот единствен син, Господ Исус Христос, да дојде на земјата и да го поправи тоа што гревот го расипал. Да го кажеме стихот уште еднаш. Овој пат ќе го повториме стихот додека трчаме во место. Океј. Кога ќе го изговорам зборот светот, свртете се во круг, само еднаш, а потоа застанете без мрдање. И продолжуваме со остатокот од стихот сите заедно. Продолжете да ги мрдате само усните. Ке треба да го кажеме стихот. Одиме. Во Библијата, во Евангелието по Јован, глава 3, стих 16 пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Прашање број 2. Овој пат мислам на најтажниот збор во стихот. Кој е тој збор? Загине. Загине е најтажниот збор во стихот, затоа што тој значи да бидеш одвоен од Бог за секогаш. Да го кажеме повторно стихот. Овој пат сакам, додека го кажуваме стихот, да правиме звездени скокови. Кога ќе го чуете зборот загине, свртете се еднаш во круг и застанете мирно, изговарајќи го стихот до крај. Во Библијата, во Евангелие според Јован, стих 16 глава 3 пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што ќе поверува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Добра кондиција. Идеме. Прашање број 3. Последно прашање. Може ли да најдете два збора кои кажуваат што ќе добиете ако верувате во Исус? Ги најдовте ли двата збора? Тоа се зборовите вечен живот. Ајде сега да ги кажеме последните 4 збора заедно.
да има вечен живот. Да ги кажеме прво многу бавно. Во ред? Дали сте подготвени? Идеме. Да има вечен живот. Добро сторено. Сега да ги кажеме брзо, најбрзо што можеме, подготвите. Идеме, 1, 2, 3 и да има вечен живот. За последен пат ќе ги кажеме овие зборови, но овој пат сакам да ги задржите устните залепени додека ги изговарате, тоа ќе биде баш интересно. Идеме. Спремни? 3 и да има вечен живот. Интересно беше, нели? Да, знам. Океј. Вечниот живот е нешто што е спротивно на загине. Тоа значи да го имаш Божиот живот во себе. Адам и Ева го изгубија нивното специјално пријателство со Бог. Но кога Бог ќе ти даде вечен живот, ти го добиваш тоа пријателство назад. Па, кога ќе умреш, ќе бидеш со Бог, за секогаш во рајот. Бог сака да веруваш во Исус, за да ти бидат простени гревовите. Ако не си го направил тоа досега, можеш да поверуваш денес. Потоа Бог ти ветува дека ќе ти даде вечен живот. Тоа е прекрасно ветување од Бог. И знаеш што? Бог никогаш не ги прекршува своите ветувања. И не заборавајте да си дадете поени ако успеете да го кажете стихот. Во Библијата, во Евангелието, по Јован, 3 глава, стих 16 пишува: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што поверува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Здраво на сите! Добре дојдовте повторно во нашиот клуб за рачни изработки. Се прашувам дали забележавте дека денес многу се зборуваше за поправка на работите. И јас сакам да поправам работи. Јас пак многу сакам заеднички да редиме сложувалка. Да, и јас исто така. Денес наша рачна изработка ќе биде една многу посебна сложувалка. Ќе сакаш ли да ни кажеш што ќе ни биде потребно? Ке ни треба парче од картонска кутија, лист на кој отпечатен стихот што го учевме напамет, ножици и лепило. Во ред, тоа е тоа. Ти благодарам. Значи, ги видовте работите што ќе ни бидат потребни за изработка на сложувалката. Првата работа што треба да ја направиме е да го залепиме листот со стихот врз парчето картон. Ќе сакаш ли да го направиш тоа? Одлично. Браво! Одлично го направи. Ако употреби печатар кој не е во боја, нема проблем. Ќе имаш доволно време да обоиш. Сега, да ги исечеме парчињата. Мислам дека тука ќе треба малку повеќе лепило. Ете така. Во следната фаза треба да исечеме по должината на обележаните линии. Ја сечеме сликата на мали делови, многу внимателно. Еве сме, ги исековме сите делови и тоа изгледа вака. Следува фазата во која ќе можете да се забавувате редејќи ги исечените парчиња повторно заедно. Еве ја, полесно е отколку што изгледа. Да пукне! Колку прекрасен начин да се научи стихот за напамет. Уште една рачна изработка која сигурно ќе ви се допадне е камен со стихот за напамет на него. Заклучив дека најважниот трик за да се направи ова е да го потребите најголемиот камен кој можете да го најдете. Со него може да се ракува, фине и рамен, а може и навистина добро да се обои. Ке сакаш ли да ни кажеш кои други работи ќе ни бидат потребни? Очигледно ќе ни треба камен, бои, четки за боење, траен маркер и лак. Во ред, ќе ви кажам повеќе за лакот на самиот крај. Првата работа која треба да ја направиш кога ќе го донесеш каменот дома е добро да го измиеш и добро да го исчеткаш со некоја стара четка и топла вода со сапун. Има многу начини за да се обои каменот, но јас мислам дека е најдобро прво да се обои целиот во една боја. Еве како овој, во жолта боја, па кога ќе се исуши, ќе можете да го украсувате и да му додавате детали. Како што можете да видите, на овој камен јас користев траен маркер за да го напишам стихот кој го учевме напамет, а имам ставено и декоративни елементи, како крстот и срцето. Имаш ли и ти камен?
Да, јас врз мојот камен нацртав и обоив црвено срце. Тоа ме подсетува дека Бог не сака сите по целиот свет. Убаво, еве уште еден камен со убав облик. На него ставив крст. Го ставив и зборот верувам во долниот дел. Тоа не подсетува дека треба да веруваме во она што Господ Исус Христос го направи за нас на крстот. Последната работа што треба да ја направиме е да ги лакираме камењата, затоа што ако ги ставите камењата надвор, ќе треба да бидете сигурни дека ако заврне дожд, бојата нема да се разлее. Значи, што треба да направиш? Помини ги камењата по целата површина со лак. Потоа, кога ќе се исушат, можеш да ги ставиш надвор. Важно е при лакирањето, ако може да ти помогне некој повозрасен од тебе. Завршивме со камењата. Навистина се убави. Дури можеш и да ги подариш некому или пак да му ги испратиш на некого во знак на љубов. Обиди се да го направиш ова. Навистина вреди. Хеј, деца, стигнавме до крајот на денешниот камп. Пред да завршиме, ајде да зборуваме со Бог. Ајде да се молиме. Мили Боже, Ти благодарам за Исус и за неговата сила да поправи се што гревот расипал. Помогни им на децата да го разберат тоа и да поверуваат во него за простување на гревовите. Те молиме за тоа во името на Исус. Амин. Завршивме за денес. Не заборавај да одиш на нашата веб страница за да ги симнеш упатствата за рачната работа и да ни испрати слика од твојата служувалка. Чекаме да ја видиме. Измери го времето што ти треба за да ја составиш. Не заборавај, можеш да одиш на нашата веб страница, каде што секој ден ќе можеш да најдеш материјали што ќе ти помогнат да научиш многу нови работи за Бог. Ти благодарам што ни се придружи. До гледање до утре. Еве уште една песна за вас. До гледање од мене, до гледање и од него. Чао! Со сето срце и сета душа си одум. Со сета сила, со мојот ум и сета душа велам, ке те сакам, свети Боже, чисто срце, дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој стих и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден, ти благодарам, мој спасител си ти. Секој миг, секој час, те молам јас, со молитва, помошни, секој ден, чувај ме, од ден за ден, со сето срце и сета душа си одум. Со сета сила, со мојот ум, со сета душа велам, ке те сакам, свети Боже, чисто срце, дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој ден и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден, ти благодарам, мој спасител си ти. Секој миг, секој час, те молам јас, со молитва, помошник, секој ден, чувај ме од ден за ден, Со сето срце, сето срце, сета душа, сета душа, си од ум. си од ум, Со сета сила, сета сила, со мојот ум и сета душа велам, ке